Неколку пати носите стратегии. Еднаш беше една краткорочна стратегија за инвестиции, може и грешам како ја нарекувам, потоа една долгорочна донесовте, во која што главно требаше Македонија да се развива со инфраструктурни проекти. Ветивте дека патишта, ветивте пруги, ветивте многу други работи. Особено ветувавте инфраструктурни проекти во сферата на енергетиката, а вие крпите тупки на здравство, на плати, на проекти. Кога нешто граѓаните ќе почувствуваат дека реално се прави за нешто што ќе остане? Да, се работи. Интервентниот план за инвестиции, заедно со планот за забрзан раст, се два документи кои што на среден рок би требало да ги донесат инвестициите од приватен и јавен сектор. Се што е во сегментот на јавна инфраструктура е финансирано од јавни средства, а се што е во сегментот на енергетика, во индустрија, во преработувачкиот сектор и така натаму, и производство е во приватниот сектор. Таму државата не инвестира, и нити може да има јавни инвестиции, иако во енергетика може да има, и таму правиме заедно со ЕСМ одредени исчекори. Во овој момент можам да кажам дека планот за коридорот 8 во патната инфраструктура, во автопатиштата, веќе е при завршна фаза законот со кој што ќе им се овозможи на Бехтел да почнат со спроведување, тоа е со реализација на сегментите од коридорот 8 и коридорот 10D. И тоа во наредните 4 години ќе биде една од најкрупните капитални инвестиции која некогаш е направена во државата, затоа што сметаме дека конечно ќе го заокружиме целиот круг на коридори во државата, коридорот 10 и коридорот 8. Во завршна фаза сме, мислам дека денеска е отиден извештајот кон Европската банка за обнова и развој за фазата 1 и 2 за коридорот 8 во железницата кон Бугарија, а би требало во септември да прогласиме тендерот за фазата 3. Сите овие заедно се над 2 милиарди инвестиции. И би требало до крај на годината сите да бидат активни. Значи активни да се градат. Значи активно да се работи на терен. Тоа не значи дека оваа година 2 милиарди, туку во наредните 4 до 5 години тие средства ќе бидат распределени. Но значителна сума за регионални патишта. Да, таа си тера преку Министерството за транспорт и јавното претпријатие за државни патишта, тие непречено за локални патишта и регионални патишта непречено се одвиваат. Дури сегментите кои што се поврзани со експресните патишта, морам да кажам дека динамиката на реализација е значително поголема. Може би луѓето не се уште не гледаат затоа што се уште не сме излезени во целосна градежна офанзива заради времето, но и коридорот 8 што е Кичево-Охрид ќе продолжи со навистина експанзија, затоа што сите пречки кои што ги имавме, само што завршив со Комисијата за економски систем и тековна економска политика, во кој што одобривме 39 пренамени на земјиште, кои што се услов за да се реализира, тоест да има фронт за работа. Значи, внатрешно во аспект на администрацијата имаме воспоставено систем. И ја не се плашам дека малце да ублажи кризата, дека ќе имаме фронт за работа на другата страна. И затоа сум вообичаено оптимист, но и конзистентен и принципиелен, дека тоа што сме го ветеле си го работиме. За жал, дали заради такви уреднички политики или затоа што луѓето се склони да сакаат да видат тоа што го гледале изминатите 15 години, па по 6 пати да сечеш лента за иста работа, ние не сме такви. Јас, например, дури лично не идам често на терен за сечење на лента. Јас сум кажал дека ќе отидам на терен тоаш кога ќе го видам исчекорот од точката 0, затоа што на луѓето мислам дека име сулудо сечењето на лента кога се уште немаат вода за пиење, кога се уште немаат канализација, кога се уште возат по лоши патишта. Дајте да ги направиме еднаш, да го направиме исчекорот. Знаете, колку пати имаме исечено ленти за убави возови кои што се обраќаат низ државата, а се уште немаме транспорт. 10 години им дадува можност на
таа власт да владее и граѓаните да бидат задоволни, и ако малку правите разговори, правите анкета, а може би не правите со граѓаните, оние што го поддржуваат Никола Груевски и ВМРО ДПМН, велат да, може би ја зароби државата, но градеше. Тоа е ваш внатрешен пиар, однесувајте се како што мислите. Да, со тоа што веројатно тоа што го изградил сега го има во Будимпешта, така да. Да. Не ми одговоривте за енергетиката. Да, во енергетиката беше особено зелената енергија кај основен голем парк на. Па да, тоа е еден од со јавни инвестиции. Но и германскиот го најавите, требаше 100 милиони евра, најголеми инвестиции. Не само. Во овој момент се финализира договорите со германскиот инвеститор за ветерниците од 500 милиони евра, со францускиот инвеститор Акио од приближно 400 милиони евра за фотоволтаична централа и се преговара за една голема гасна централа во најверојатно во регионот на Скопје, но веќе се работи на целосна транзиција во Регбитола, без разлика што некој вели дека треба да продолжиме со јаглен, ние сме прагматични. Да, со јаглен ќе треба да се продолжи, но животот на граѓаните и квалитетот на живот на граѓаните е секогаш пред се. Транзицијата мора да се случи. Еден од блоковите во Регбитола го преговараме да транзитира од јаглен во газ како преодно решение. Имам уште 3 до 4. И се ова се приватни инвестиции. Никој не го спомнува, ние пред само 3 недели подпишавме договорот за нашето учество во Александрополос терминалот, во кој што стануваме собственици на 10% од гасниот терминал. Но од друга страна преговараме за наше учество во гасната централа за производство на електрична енергија од 25%. И во двете работи зборуваме за наша собственост. Со малку пари стануваме собственици на многу по-геостратешки битни работи и за прв пат ова многу малку луѓе го зборуваат или сакаат да го зборуваат. Ние имаме осигурано капацитети, тоест резервирано капацитети на газ за наредните 15 години, почнувајќи од 2024. Значи не треба да се грижат стопанството и граѓаните дали ќе има газ наредните 15 години, дали ќе избие уште една војна. Резервирани се за следните 15 години. Тоа никогаш ни една влада го нема направено. Знаете колку е најдолгиот договор на газ кој што го имале приватните, не владата. Владата никогаш не имала резервирано капацитет на газ преку државни предпријатија. Најдолгиот договор е 6 месеци. За 6 месеци ние сме знаеле дека имаме газ и тоа сме го кажувале дека ние сме независни, дека не сме. Ние сега осигуруваме за 15 години. Го кажуваме, за жал веројатно научени сме или не звучи убаво дека сега ќе диверсифицираме, затоа што сме научени да бидеме премногу зависни, а не меѓузависни.